По 50 години, старите бараки на основното училиште Димитар Македонски ќе заминат во минатото, а на нивно место ќе се изгради нов современ објект во кој наставата од прво до девето оделение ќе ја следат над 700 ученика од ова училиште. Овој проект како дел од програмата Реално го најави членот на ВМРО ДПМН Спиро Ристовски при средба со граѓани во населеното место Лисиче. Во рамки на населеното место Лисиче планирана е изградба на нов училишен објект за основното училиште Димитар Македонски, соодветно на барањето на местното население, а и на потребите на учениците и наставниците. Изработен е комплетно нов проект за изградба на ново училиште за основното училиште Димитар Македонски во врз основа на проектирана вредност од 1,2 милиони евра. Министерството за образование целосно ќе ги обезбеди средствата за изградба на ова училиште. Јас очекувам по завршување на изборниот процес и формирање на владата, Министерството за образование и наука да веднаш распише тендер за избор на фирма изведувач, која што потоа ќе ги почне градежните активности. Навистина станува збор за една исклучително значајна инвестиција, заради тоа што постојниот училишен објект е во навистина веќе доста години е во употреба, станува збор за монтажен објект после земјотресот и граѓаните на општина Аеродром и на населеното место Лисиче навистина заслужуваат една крупна инвестиција пред се за потребите на идните генерации. Изградба на спортска сала во Долно Лисиче, нов затворен базен, изградба на 5 нови градинки и комплетно ново средно училиште се само дел од проектите кои се предвидени во програмата на ВМРО и Коалицијата за подобра Македонија, а се однесуваат на општината Аеродром. Покрај новиот објект на основното училиште Димитар Македонски, во изборната единица 1, програмата предвидува изградба на уште едно училиште во населеното место Батинци во општина Студеничани.